Ние на границата во моментов имаме едно стампедо. Нашите соседи исто така го изгубија слухот и чувството за одговорност да примат барем еден бегалец. А колку повеќе Европа. Ја повикуваме Европа со сета одговорност и чувство и слух и разбирање за проблемите со кои се соочува владата на Република Македонија. Слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. И пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. The Macedonian president, Boris Trajkovski, has been killed in a plane crash along the border between Macedonia and Bosnia. He was on his way to Mostar. Macedonia's president dies in a plane crash in Bosnia. Почитувани гледачи, авионот во кој се наоѓаше македонскиот претседател Борис Трајковски се урна изутринава во близина на селата Столац и Љубање. Ово су ванредни вести телевизија ОБН. Председник Македонија Борис Трајковски погинува јутрос када се сруши авион недалеку од Столаца. Во авионот Кингер на владата на Република Македонија биле 8 луѓе, тројца од кабинетот на Република Македонија, обезбедување и советници. Налазили су се Борис Трајковски, председник Република Македонија, Димка Планинскиот терен каде се урнал авионот со македонскиот претседател Борис Трајковски е непрооден, но се стравува дека има остатоци од мини од војната во 90-тите години. У потрагу се уклучени снаги СВР, узроци несреќи још не су познати. Авион македонског председника Бориса Трајковскog срушио се изнад Стоца, јужно од Мостара. Нема преживелих. Кимет европјан, чевериса ирландец, ве популит ирландец. Парламенти чеверија за аеропорти Шкупици ве The day when Macedonia was submitting his candidacy to become member of the European Union. Македонската делегација со вонреден лет попладнево се враќа во Скопје. Во секој случај голема трагедија. Жално е секако. Работи може не ги прифаќам, меѓутоа сепак бил наш претседател. Страшно ме потрес. Денеска за Македонија требаше да биде свечен ден. За жал, судбината уште еднаш се поигра со Република Македонија и со граѓаните на Република Македонија. Сите сме во шок и во оваа прилика единствено можеби што би сакале да слушнеме дека некој од патниците во урнатиот авион сепак преживеал. Овие изданија се бесплатни. Македонска делегација од 26 лица, од кои 5 мина од управата за цивилна воздушна пловидба заминуваат за Мостар на местото на настанот. Денес Република Македонија претрпе огромна загуба. Се донесат сите одлуки и ќе се преземат сите неопходни мерки во вакви околности. Владата донесе одлука за прогласување на тродневна жалост почнувајќи од утре. Се состана Советот за безбедност. Имаме ситуација каде што има преживеани. Поддржавам тоа што го направи Груевски. Зад мене е куќата во која пред 47 години бил роден претседателот Борис Трајковски.
Оженете со господја Вилма Трајковска и татко на 2 деца, ќерката Сара и синот Стефан. Председателот Трајковски дипломирал на правниот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Борис Трајковски е инаугуриран за председател на Република Македонија. Функција пред председател на Република Македонија. Ќе вршам совесно и одговорно. Ќе вршам совесно и одговорно. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина, љубовта не завидува. На надворешен план се залага за поттикнување на соработката во Југоисточна Европа, остварувајќи ја својата основна определба за водење на мирољубива, добрососедска политика. За семејството на починатите, туку моја лична загуба. Ски беше голем пријател на Соединетите Американски држави. Го почитуваше нејзиниот автокефален статус. Изразам длабоко жалење. Авионот е детектиран и пронајден во 9:20 Савајлево. Дека е пронајдено и последното 9-то тело. Владиниот авион ја загуби висината. Дали за тоа време на контролата на летање во Мостар под ингеренција на СФО? При тоа, од внатре се запалило и така, во запалена состојба клизала наредните 200 метри по падината удолу. Кога е потврдено местото на уривање на авионот, веднаш ми беше јасно дека французите, односно СВОР, ги заташкуваат и не ги даваат информациите кои требаше да ги имаат. Македонија инсистира да се дознае вистината за несликата, на која што беше соопштено дека е идентификувано телото на председателот Борис Трајковски. Кој вршејќи својата должност го загуби животот во авионската несреќа.